Пензионерите од Свети Николе по подолга пауза повторно се вратија на улица да протестираат за своите права. Секоја среда велат, на улица ќе го искажуваат својот револт и незадоволство. И од техничката влада бараат линеарно зголемување на пензиите на сите пензионери подеднакво. Еве и денес ние пензионерите од Свети Николе се собравме после подолга малку една пауза за да го искажеме нашиот револт против покачување на пензиите, односно усогласување по она што го прави владата. Не сме против тоа, но бараме да се пензиите сега со техничката влада усогласат, ако е вредноста околу 10 например или 20 милиона денари, подеднакво на сите пензионери. Продолжуваме со протестите секоја среда. Дополнително на пензионерите кои ќе се борат за пратеничко столче и порачаа дека од нив нема да добијат глас бидејќи нивните барања не се слушаат и тие остануваат неми на барањата на оние кои во иднина ќе се борат за пратеничкото столче. Сите тие кои што ќе ни дадат поддршка, ние ќе ги прифатиме. Сите тие кои што нема да ни дадат поддршка, еве со ова ќе ги подигнеме сите да видат, дека ние нема да им дадиме глас без разлика на тоа што ќе се случи. Ние сме и така пензионери, ако не сакат да ни излезат во сусрет да ни помогнат, тогаш и ние со нашиот глас, остануваме неми. Односно, свртете го липчињата, ќе ве молам, за да видат, дека сме неми. И дека, тоа е што го кажавме првиот пат, остануваме со празно према сите тие кои што мислат политички да се играт со нас. Не се испунат нашите барања и ќе немат глас, или пак ќе биде личното наше прешкртнато со X. Така да нека мислат, нека размислат што ќе пишат од програмата и нема више ќе, него во колку не спроведат тоа што ќе го обеќат, да одговарат кривично. Инаку пензионерите се поделија на последната средба во Кавадарци, кога Сдруженијата од Кочани, Македонска Каменица, Неготино, Кавадарци и дело Тетово одлучија на изборите да се борат за пратеничко место. Останатите истакнаа, за своите права и во иднина ќе се борат на улица.